Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: сите сценарија на можните политички разврски во Република Македонија и сите сценарија околу изборот на нов лидер на ВМРО-ДПМН. Минатата недела се случи две клучни работи кои во наредните 30 дена ќе определат динамиката, темпото, структурата и содржината на политичките разврски во Република Македонија. Во петокот Никола Груевски поднесе оставка и најавили дека ќе поднесе оставка на функцијата председател на ВМРО-ДПМН, а во неделата Никола Груевски во митингот пред владата на Република Македонија побара национално помирување, односно ставање стоп или адаптирање на тој реваншизам што постои во Република Македонија и влегување во процес на национално помирување. Што значат де факто тие две работи? ВМРО-ДПМН предложи закон за амнестија на учесниците од инцидентот на 27 април 2017 и почеток на период за национално помирување. Затоа што овој реваншизам не води никаде. Доста е. Што подразбира Груевски под национално помирување? Во неделата, значи на оној митинг пред владата, значи на недела пред да емитуваме оваа емисија, Никола Груевски вели на Македонија не е потребен реваншизам, туку е потребно национално помирување. Што подразбира според вас Груевски под национално помирување? Подразбира амнестија за себе и останатите. Ајде да одговориме на дилемата. Што де факто значи национално помирување? Или што де факто мисли Никола Груевски кога го отвара процесот или го најавува процесот на национално помирување? Дали де факто национално помирување значи формирање на широка влада во Република Македонија? Ајде да одговориме на таа дилема. Дали апсењето, односно претварањето на овие 6 пратеници де факто го скрши Никола Груевски? Сега конечно се свати оти радикалните структури на СДСМ и СОРОС се спремни да одат до крај, да направат голема финансиска, но и човечка штета на политичкиот опонент. И ми се чини дека он сега ја дава таа жртва од проста причина да во одреден момент некои структури речат добро, доста е. Се разбира ќе им биде извршен притисок од други помоќни центри. Дали сегашната политичка ситуација се разликува од тоа што се случуваше некаде пред 1,5 година? Односно, дали сегашната политичка криза по својата тежина е адекватна на политичката криза некаде април-мај минатата година? Ако тогаш на 12 април Ѓорги Иванов најави и спроведе процес на аболиција, дали денес меѓутоа во договор на сите релевантни политички партии можеме да влеземе во сличен процес на одредено амнестирање на се и се што во рамки на Република Македонија? Тоа да не биде акт на владата за аболирање или амнестирање на 1000 политички затвореници, туку да биде еден акт кај што 4 крупни партии се договарат за широка влада, за амнестија, за име, за презиме и за што ли уште не. Одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија. Метафорички кажано, да се пресече јазолот, согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Таквата одлука ја донесов и ја подпишав денес. И стојам зад неа. Во одлуката пишува дека стапува на сила веднаш. И добро, тој пакет широк, што би бил како пакет за национално помирување? Што све би било напикано во тој пакет? Широка влада, амнестија, ослободување за 27-ми, ослободување за Монструм. Со што би биле задоволни, да речеме, албанците? Не, амнестијата е само почеток и тоа е личниот бенефит за врхушката на или топ 10-15 функционери на ВМРО-ДПМН. Во тој пакет би влегле многу други работи кои го надминуваат ВМРО-ДПМН или СДС персонално како политички субјекти. Значи име и презиме, претпоставам дека не може да има пакет за национално помирување без име и без презиме на државата. Името Република Македонија, презимето и идентитетот. Да, број 1 обврска на Зоран Заев или на Социјалдемократски сојуз за целава оваа логистика која има од меѓународна заедница е името.
тој консензус и тоа национално помирување, меѓу другото, е потребно и за промена на име. Во тоа апсење на 36 терористи по повод случувањата на 27 април се индикативни две работи, почитувани гледачи. Првата работа која прва ќе анализираме е суровоста на формулацијата обвинети за тероризам со најмала затворска казна од 10 години. Суштината на таа драконска казна или формулација е да се наметне власта како одредена власт која не се плаши од ништо, која е спремна на секаков политички реваншизам и која е спремна да и вметне страв во коски на сите граѓани кои не се лојални. Знаете, има нешто тука феноменално. Ние сме во коалицијата за борба против тероризмот. Факт. Сега, што е феноменот тука? Феноменот е што за еден ден фативме 36 терористи. Пазите, тоа го нема постигнато како успех ни НАТО, ни Америка, ни Европската Унија. Наеднаш ние испаднавме први во борбата против тероризма. И вториот сегмент на тоа што се случува како апсење по повод 27 април е таа свирепост која се манифестира кон Игор Дурловски. Можеше власта да апси било кого, кој опфата со бомбите, и јавноста македонска воопшто немаше да реагира. Апсењето на Игор Дурловски на некој начин покажува симптом дека власта е спремна на одредено политичко пазарење. Веќе знаете, ако према човекот кон кого треба да покажете одредена скандинавска либералност, за да не може да иритирате македонската јавност или меѓународната заедница, вие покажувате таква суровост и свирепост во делото кое го дефинирате како тероризам, тоа значи дека власта сака да испровоцира одредена реакција. Реакција на македонската јавност и реакција на меѓународната заедност. Што би било финалето на таа реакција? Финалето на таа реакција било влегување во одреден политички пазар. Ајде да видиме кои би можеле да бидат контурите на таков политички пазар. Strana Jano, sonce te greje. Od drugata strana Jano, jasna mesečina. Siroma si bešme Jano, сега сме земји. Дали Заев беше жртва на 27 април, како што беше жртван и јануари 2015 година? Мислам дека меѓународната заедница свесно го пушти Заев во пуч, свесно го пушти Заев на 27 април, за да биде жртван како би можела ово владење на Груевски да биде прикажано како режим, Груевски како Слободан Милошевич, а 27 април како наш 5 октомври. Па да, па и резултатите се тие, се промени власта. Се формираше влада, Хорхе, тој председателот Иванов изреагира како изреагира, лошо, уценето. Се случија тие настани во кои денеска гледаме веќе ги формулираат и со обвинителни акти луѓе праќаат у затвор. Она што е важно, македонецот што мора да биде внимателен во овие последниве 3 месеци, да памети дека во моментов живее у држава у која благодарение на 27 се воспостави критериуми, нови вредности политички, општествени, во кој командант Вентили е министер за екологија, а Игор Дурловски е со обвинителен акт пратен на 30-дневен притвор во Шутка. Човек што затворил Вентил и оставил 70-100.000 луѓе без вода, денеска да врши функција министер во владата на Зоран Заев, а оперскиот наш првенец да биде со обвинителен акт пратен или со акт пратен на издржување 30-дневен притвор. Ова мора да се памети. Затоа не треба да ви изненадат овие реакции, овие аплаузи или овие овации со кои се проследува апсењето на Игор Дурловски, односно се дава подршка на негово ослободување. Тоа се случи пред 3 дена
во салонот на Македонската опера и балет кога се изведе одредена оперска представа. Зошто е така? Тоа е така направено, почитувани гледачи, за да предизвика одредена реакција. Тоа некој свесно го има направено. Можеше да сапси и Гордан Јанкуловска, можеше да сапси Емилија Накиевски или било кој шо опфатен со бомбите или кој е предмет на истраги на специјалното јавно обвинителство. Не, тука се определува да бидат апсени овие 36 луѓе. Во рамки на тие 36 луѓе да се апсе човекот кој неколку дена пред случувањата на 27 април се има де факто откажано од лидерската функција во организирање на тие протести. Зошто е тоа направено? За да биде направен политички пакет, да се влезе во одредена политичка разрешница, кај што на маса ќе биде ставени неколку точки. Легализација на изборот на Талат Џафери, промена на името и презимето, формирање на широка влада и баш широка политичка амнестија, кај што на исто место би било опфатено и амнестирањето на убиците за Монструм и амнестирањето на овие што влего во македонскиот парламент на 27 април. Тоа е суштината на апсењето на Игор Дурловски. Да немате дилема. Нема ниту една точка, ниту една запрека кој оди лево или десно да на таква политичка формулација. Неопходен беше Дурловски да се прави тој пакет што се прави. Најдобро продавање на страв во интелектуалната елита, оние кои ги гледаме по телевизија, оние кои ги слушаме, оние на кои им веруваме, по било кој основ, не мора партиски да биде. Од моментот кога Игор Дурловски е притворен 30 дена, дури одбиена и жалба, веќе 2 пати, 3 пати се премислуваат пред да било како завземат некаков јавен став, бидејќи елитата нели е потребна да го влечи и да го осветлува популизмот, народот. Притварањето на Дурловски веќе сега има страв. Минатата недела државникот, како што сам се нарекува, или председателот на македонскиот парламент господинот Талат Џафери во интервјуто за Телма прв го проблематизира притварањето на 36 луѓе опфатени со случувањата на 27 април. Ајде да видиме зошто Талат Џафери тоа го прави, кој му кажува, дали некој му кажува и која е суштината на целото тоа негово појавување пред македонската јавност. Апропо целта на мерката, ако е целта на мерката лишување од слобода, односно притварање, е со намера да се попречи можност, затоа што има условено кога се изрекува и зошто се изрекува мерката притвор. Има 3 услови зошто се изрекува. Тоа е санкционирано во законите, не дека јас го кажувам. Значи, марка притвор се изрекува за да се обезбеди лицето да може да дава изјава, да не влијае врз сведоците прво, да не може да го повтори делото, како второ, и за да не може да се оддалечи од земјата, да не ја избега правдата. Така? Според вас не постојат околности? После 8 месеци, ако ниједна од овие околности не настапила, апропо сите лица кои што се дел од последното што се случува, во што е смислата, ефектот на мерката? После претварањето на Дурловски стана јасно дека се оди на широк политички пакет. Широка влада, промена на име, амнестии. Тоа што проба Иванов да го направи со аболицијата на 12 април 2016 година, сега се враќа повторно во игра. За жал, и Когориевски говори за национално помирување, мисли на тоа претпостава. За жал, ние како македонци треба да имаш многу добри конекции или да внимаваш што прават грците за да дознаеш што прават твоите македонци, бидејќи овде кај све измешано, све е сокриено и се е лажно, дупло. Она што јас знам од грците е дека не прифаќаат било какво решение, дури Заев и да отиде со готово променето име во Атина, нема да го прифатат како решение се додека не се легализираат токму 27 настаните. Што значи тоа? 27 април. Да, што значи тоа? Грците се сомнителни и многу внимателни за нас, ние може да учиме од нив стратегија, дипломатија и така натаму. Они инсистираат на легализирање прво на Талио, тоа е Талат Џафери као спикер, бидејќи се повредени многу и европски процедури и стандарди за функционирање на еден парламент. Талат Џафери не е легитимен или нелегитимизиран,
Изборот на влада е направено по писмо испратено Тала Џефери до Ѓорги Иванов. Се паѓа после тоа. Се паѓа надоле. Тоа грците се сериозна држава, сериозна дипломатија, Барат тоа го знаат. И затоа бараат легализирање на целиот тој процес, затоа што дури и да се исполнат оние барањето на Грција 120 пратеници да гласаат во парламентот, консензус општ, пак е потребно тој парламент што прави таков консензус за промена на име да биде легитимен. Он не е легитимен. Председателот не е легитимен. И целата постапка после него. Подписот на одлугата е нелегитимен председател. Изборот на владата кој ги води преговорите не е легитимен. Точно, електронско гласање нема и ниту еден европски стандард не е исполнет за гласање. Тоа што Талат минатата недела се појави на Телма. Да. И прво го пуштија да го проблематизира претварањето на 36 луѓе. Да, тоа е веќе увод. Тоа е уводот дека сепак Талат Џефери е супер, оваков или онаков, или некаква олеснителна негова позиција за да може ВМРО тоа да го доработи. Значи Никола Груевски е уценет, предпоставувам дека е уценет, според моите информации од Грција, дека целиот притисок сега е на Груевски и дури Дурловски сега е паркиран на совеста на Груевски. Видите, ако е Груевски уценет, тоа што е Зоран Заев. Тогаш Зоран Заев не е уценет. Он се уцен е измислен. Значи, така е измислен. Формиран. Формиран се уцен. Иначе ова што сега го прави ВМРО Кодамин Гамбит, всушност се влиза во еден пакет кај што ќе бидат канализирани повеќе процеси. Да, али најважното, во најголемата испорака што мора да ја направи Заев е Талат, бидејќи без легализирање на Талат, општо прифатено и од опозиција и од власт, вие не можете такви сериозни чекори да превзимате као што е промена на име, каде што еден од условите е 120 пратеници. Има уште една опасност која чув во Грција, од што Грција стравува, дури имаше и написи во грчки весници, е од намерите сами да го промениме името мимо Нимиц, едноставно со нова апликација во Обединените нации. Од тоа се плаши Грција, без да ги прашаме грците, Република Македонија да поднесе апликација во Обединените нации со променето име. И тогаш следи веднаш Грција паѓа во многу незгодна позиција, нема да може да веќе да го врши дипломатскиот притисок и добиваме киднапирање во НАТО. Сега те кажете дека шампионот од Муртино има шанси да го промени името мимо Нимиц со обична апликација во Обединените нации. Ајде да анализираме уште две изјави. Една на Тала Џефери, една на Златко Кецковски. Прво ќе анализираме изјавата на Тала Џефери. Тој вели следното: тие знаеле дека ќе се случи тоа што се случи на 27 април, тоа е под прво. Второ, дека знаеле дека тоа ќе се случи на 27 април и затоа го извлекле Али Ахмети да не биде во салата на тоа гласање на 27 април, и како трето, тоа што се случи на 27 април било државен удар во рамки на Република Македонија. Значи таа е изјавата на Тала Џефери. Ајде прво да ја слушнете таа изјава. Го очекувавте ли тоа? Искрено, претходно сите претпоставки што ги правевме, анализи, заклучокот беше дека може да се случи тоа. И ќе се случи тоа. И затоа не беше добро Али Ахмети да дојде. И по прашање на Али Ахмети беше одлука uz база на анализата доколку е он внатре со тој гнев, што ќе се влезе внатре како проценка, имајќи превид сите случувања претходно, а поготово 2001 година, проценката беше моја дека тој таргетот. Дека во тој момент доколку он е внатре ќе се искористи, ако не е таргетот, него индиректно ќе се искористи ситуацијата да он биде целта за елиминација физичка, која што би предизвикала ситуации непосакувани како што беа предвидени ситуациите. И од таа причина и внатре коалицијата, а и како партиска одлука на органите на партијата беше дека Али Ахмети не смее да биде внатре. Доколку сакаме тоа да го завршиме како што треба да го завршиме.
И еве што вика Златко Кецковски, кој беше шеф на безбедноста на Борис Трајковски, за тоа што се случи 2001 година по повод на станите во Рачиново, кои исто така бе дефинирани како обид за државен удар, меѓутоа за разлика од 27 април, кога свесно се оди на ескалација на случувањето на судирите, од страна можеби и на власт, а меѓутоа од страна на опозицијата која подоцна станала власт, во некаде јуни, јули месец 2001 година, свесно се оди на минимизирање на можностите за конфликт, односно на избегнување на конфликтот. Значи имаме два диаметрално спротивставени стојалишта. Сега на 27 април свесно се оди на конфликт, 2001 година свесно се оди на избегнување на конфликт. И станува ескалација на криза. Луѓето влагат у собрање. Ми јавуваат дека пробиене кордонот. После тоа по снимките уствари кордон не пробиен, него се повлечени полицајците. Значи некој дава наредба се повлечат полицајците. Да, меѓутоа нападнат е Бошковски. Да. Директно. Значи, не може да дај тој наредбата, ако ја дај тој сам себе да се нападне. Да се нападне, настан една голема мешаница и хаос тука. Него го извлекуваат во собрание внатре, меѓутоа во ист момент една структура внатре, ова која што претходно беше дојде на пред собрание, со калашникови му претит на внатрешното обезбедување на собрание. Значи, како го извлекуваат Бошковски внатре, ја затвораат вратата, меѓутоа го кршат стаклото и под закана на ликвидација да ја отворат, бидејќи вратите се добро заштитени од овој аспект на закана, да речеме. И тука се отвараат вратите. Ние умеѓу време добиваме информации, го извлекуваме трасата за да се извлечиме. Беше готова, се спуштивме долу, меѓутоа и Андов и Ѓоргиевски беа тука. И тие во иста таква паника, пошто веќе неконтролирана толпа на луѓе кои што беа наоружани влега во собрание. Ако малку нашево обезбедување, да речеме, вака кога ќе го размислувате од овој аспект, јас имав на располагање околу 30 волци од специјална единица на армија. Ако тргнев да го заштитам кабинетот и председателот во вакви дејствувања, ќе имаше тешки последици. Ви како со возило ги извлекувате? Ја го извлеков, го оставив кабинетот. И со возило ги извлекувате? Да, не влегоја во кабинет директно во канцеларија кај председателот. Искршија дел од кабинетот на кај шефот на кабинет, секретарката и така натаму, меѓутоа не влегоја кај председателот. Не знаја, пошто ги исклучивме струјата. Исклучивме струјата на повлекување, за да нема, дали беше 7 или 8 сатот веќе. Меѓутоа, сакам да ви кажам, ако мојата задача беше тоа да си одбранам јас институцијата, ако тргнем да бранам институцијата од луѓе наоружани кои што влегле во собрание, ќе имаше тешки последици. Значи, сигурно ќе имаше 10 на 15 мртви, пошто тоа се рачуна како обид за државен удар. И слушнав овие две изјави, почитувани гледачи. Што е есенцијата во разликата помеѓу тие две изјави? Ако на 27 април тогашната опозиција свесно оди да предизвика конфликт во македонскиот парламент, кој е најголем добитник на тој конфликт? Тој е Тала Џафери, тој Али Ахмети, тој е Зоран Здаев кој станал премиер на македонската влада. А структурите кои се 2001 година на власт по повод случувањата во и околу Рачиново свесно одат на избегнување на конфликт. Бидејќи станува збор за истој објект, тоа македонскиот парламент, станува збор за маса македонски граѓани кои се незадоволни од тие отстапки кои им се даваат на албанците, и во двата случаи имаме обид за упати влегување во македонскиот парламент. Во првиот случај државните структури го напуштаат парламентот, во вториот случај останал до парламентот. Значи во вториот случај свесно сака да предизвикаат конфликт и на баранот на тој конфликт да обвинат претходната власт дека е режим во Република Македонија, а Никола Груевски да заврши ко Слободан Милошевич, односно 27 април да биде македонска верзија на 5 октомври кога беше рушен Милошевич во Србија.
Има една изјава на Тала Џафери од тој интервју која за мене е крајно проблематична. Во еден момент Тала Џафери во интервјуто кажува дека во момент на 27 април, кога ситуацијата изгледа просто невозможна, кога нема реакција на македонската полиција, тој го крива телефонот и му се јавува на тогашниот министар за внатрешни работи од редовите на неговата партија ДУИ и му вели: најди 60 или 80 албанци, полицајци кои се под твоја контрола, застани на нивно чело и дојди да не браниш во македонскиот парламент. Ако тоа се случеше, ако 60 до 80 македонски полицајци од албанска етничка припадност под контрола на министар од редовите на ДУИ, значи албанец, дојдат во македонскиот парламент, ги бранат претениците од македонските граѓани или од македонскиот народ, тоа ќе значеше влез во меѓуетнички конфликт и една крвава берутска или либанска граѓанска војна во Република Македонија. Зошто баш сега Тала Џафери тоа го кажува и која е позадината на сето тоа што се случувало на 27 април. И во еден момент кога ми се јавуваат од седиште на партијата за да прашуваат состојбата каква е, прво лично моја позиција, и вика што треба да правиме. Викам, луѓе, јавите му се на министерот и ако е потребно, имајќи предвид дека скоро 2,5 часа никој не иде овде, кажете му на министерот дека ќе се собере 50, 60, 100 полицајци, албанци што ги има таму барем поединечно под контрола, И со нив. да ги организира и он како министер да ги води. И да си влезете во собранието. Нема што друго. Овде више работава е во таква ситуација што никој не може да предвиди следниот минут како ќе заврши. Ако од сегашна временска дистанца се анализира списокот на политичари кои требаше да бидат аболицирани на 12 април минатата година, тој список е всушност список за политичко пензионирање. Всушност политички требаше да бидат пензионирани сите оние кои му прече на политичките амбиции на Ѓорги Иванов. На тој список беа и Никола Груевски, беше и Зоран Заев, и Радмила Шекеринска, и Бранко Цренковски, односно се она што можеше да му биде проблем на Ѓорги Иванов за бетонирање на неговата позиција како главен политички играч на македонската политичка сцена. Всушност Ѓорги Иванов тоа го каже во своето телевизиско интервју за телевизија Сител, веднаш после почнување на политичката криза и бомбите во Република Македонија, што вели дека после бомбите ништо во политичките партии нема да биде исто како што било пред бомбите. Подготвени ли сте да влезете вие во една медијација на политичко решение во моменти кога ДУИ не ве признава, СДСМ во еден момент ве признава, во друг не, и во момент кога имаме една ваква констелација на односи каде што двете страни покажуваат не само нетрпеливост, туку и непријателство? Јас учествував во справување со две поранешни кризи. На моја иницијатива имав и лидерски средби, имав и мои иницијативи. Тие иницијативи беа поддржани од Европскиот комесар, Фуле знаете. Меѓутоа, тоа останува на лидерите на партии, затоа што тоа е партиска работа. Партиите треба да се суочат со реалноста. Дали сакаат излез од оваа ситуација и дали сакаат на некој начин од сево ова што ни се случува да ги променат своите структури, бидејќи после ова се неопходни промени во сите политички партии. Кој е улогата на Ѓорги Иванов и што сака Ѓорги Иванов да направи со тие случувања поврзани со Тиранска платформа, кој ескалира со 27 април? После оваа временска дистанца, ова не го мислев пред 6 месеци, после оваа временска дистанца и однесувањето на председателот на државата, очигледно бил збунет и уценет. Неупотреблив. Имавме неупотреблив председател. Дури дали и да направи воен удар или државен удар, или пак да ги смири страстите кои се случија, каде што имаше сериозни шанси, кои што кажа она викни 70 наши да интервенираат, не беше ниту миротворец да ја смири, да издиши тензијата, ниту па направи она што требаше да направи, а тоа е државен удар. Значи, Ѓорѓе Иванов беше збунет или уценет од Синиша Алексовски. Нешто време ќе покаже. Ништо се нема скриено, па ни тоа. Лески, кој го состави тој список за аболиција на 12 април 2016 година? Што мислите? Од сегашна временска дистанца на тој список беа ставени предметите од СЈО кој бројчиња што се чуде од кај ги има Хорхе. Не беа само предметите на СЈО. Например, тамо на тој список за Надеж е ставен Бранко Цренковски. Па Надеж има у СЈО. Да. Кој ексклузива да им кажеме. СЈО го отвори Надеж. Радмила Шекеринска за спорот со нејзиниот сопруг Кикириите. Значи сите кои му сметаа на Ѓорги Иванов, добро,
кој сметаше дека можеби треба политички да ги пензионира, ги имаше ставено на тој список. Тој или некој што му рекол да ги стави на тој список? Тоа без избор од СЈ од внатре. Не можеш да го составиш списокот, не можеш да го напишеш актот кој е во... Мислам дека тоаш беа предистраги, не беа ни истраги. Ако сега со ладни глави го анализираме тоа што беше кажано, беше во фонот на аболицијата на Ѓорги Иванов. Ако анализираме суштината и што донесе таа политичка аболиција, тоа значи враќање на опозицијата на главна врата, одредени улични протести, пролонгирање на изборите и формирање на пржина влада во Република Македонија, со што беше трасиран патот на доаѓање на Зоран Заев на власт во Република Македонија, а заминување на Никола Груевски во политичка пензија, де факто неколку недели пред таа аболиција на 12 април во интервју за емисијата во Центар, Љубомир Фрчковски и идеологот на Зоран Заев ги кажува истите тие работи. Погледнете 2 минути парче од интервјуто со Љубомир Фрчковски. Гледате како Љубомир Фрчковски тоа што го кажува де факто се реализира преку таа политика на аболиција на Ѓорги Иванов. Сакајки или не сакајки, свесен или несвесен, Ѓорги Иванов одработи на тој процес на доаѓање на македонската опозиција на власт во Република Македонија. Смете дека избори мислам дека ќе ги обноват преговорите на најпрост начин ќе се случи тоа едноставно. Место техничка влада ова ќе биде експертска сега влада, малку поголема и подолго трена, ништо на брзина нема да се случи. Моментот на тригерот, кога ќе се чуе дека експертска влада се формира, тоа во Македонија значи дека таа не се формира за да ВМРО ДПМН дојде пак на власт после изборите. Тоа ќе биде тригер, лендслайд надоле ќе оди. Тогаш се прават вистинските испитувања на јавно мислење, не сега. Сега и да ги направите, ќе ги добиете истите резултати. Исплашениот народ одговара така како што мисли дека овие што го слушаат очекуваат да одговара. Значи моментот на создавање на таков го отвара тригерот на распад на овој систем забрзан. И тоа они го знаат. И што да кажеме, сума сумарум, Заев стана премиер, Никола Груевски се пензионираше на политичката сцена. Од сегашна временска дистанца, со ладни глави, работите се многу јасни. Клучната остапка е стабилноста на државата, затоа што одење на избори во таква форма веројатно би била дополнителна дестабилизација на државата. Са вие мене ме убедувате дека треба да се одени избори, да јас велам треба да се одени избори. Апсолутно. И тоа треба да се оди час поскоро, бидејќи нема решавање на политичка криза во историјата без одење на избори и без можно амнестирање. Секаде тоа се случува, па и војната 2001 година се разреши на тој начин. Имавме амнестија пред 6 години, ако не се лажам, на овие хашки случаи Али Ахмети и се отиде на избори 2002 година. На тие избори се појави ДУИ или се појави партијата која е наследничка на УЧК. Нема политичка криза која се решава во било која држава без одење на избори, без одредени политички амнестирања, договарања, пазарање и така натаму и така натаму. Тука ми се чини дека е малку поширока сликата од Македонија и затоа иде тоа така споро, така тешко, така се испреплетени интереси, влијанија, зони на делување, така натаму и затоа потешко ни оди целото решавање на политичката криза. Сме стајни во некој пакет многу поголем и тоа ќе видиме до кај ќе оди и што ќе донесе на крај на денот. Еве јас пак ќе прашам поконкретно што мислите вие дека ќе донесе? Ајде да видиме ако нема избори на 5 јуни. Што може ВМРО да изгуби ако нема избори на 5 јуни? Па тоа ништо. Идеме во септември ќе победи на тие избори. Може би со поголема разлика. Не е битно, победа е победа. И еден глас разлика за ВМРО ДПМН. Значи велам анкетите покажуваат нека разлика од 150 до 180 гласови, меѓутоа еден глас победа на ВМРО ДПМН. На ваков притисок на меѓународна заедница, бидејќи противникот крши не е Зоран Заев, туку е меѓународна заедница, многу посериозен, прв пат така сериозен противник, со целата харанга која се прави сега. Гледате вклучување на странски медиуми, странски амбасади, странски дипломати, цела меѓународна заедница, еден глас да победи ВМРО на тие избори, ќе биде голема победа за ВМРО. Но клучното прашање е дали странците би се согласиле со победа на ВМРО, а дали странците би се согласиле со победа на Никола Груевски. И тука мислам дека во таа игра на зборови се крие ребусот на целата наша политичка криза. Меѓутоа јас пак нема да се согласам со тезата дека странците се против ВМРО ДПМН. Како тогаш Елизавета Канчевска Милевска доби орден од Италија за заслуги на не се разбираме. Ја велам, странците ќе се согласат со победа на ВМРО ДПМН, бидејќи тоа ми го покажат анкетите. Не сум сигурен дека странците ќе се согласат со победа на Никола Груевски. Мислам дека сум многу јасен. Да.
Ваква е политичката конјунктура, вака е распоредот на политичките структури, играчи и настани на политичката табла во пресрет на Конгресот на 23 декември на ВМРО-ДПМН во Валандово. Символично, Конгресот на ВМРО-ДПМН во Валандово ќе се случи во истиот објект, кај што некаде пред 8-9 години Зоран Заев ја дава она несрекна изјава во Валандово, дека тука да им порача на сите, кои ќе дојдат на власт, ќе да живи луѓе. Добро вечер, господине Заев, како сте? Добро вечер, добро, одлично би рекол. Дали сте гладен? Воопшто не. Рековте ќе ете живи луѓе? Не. Еден бурек со месо, четврт еден бурек со сирење, може би постите, може би денес не ете живи луѓе, па можеме да почнеме со разговорот. Апсолутно, Васко, не ме интересират живи луѓе, јадење на живи луѓе или слично. Да им кажете исто така, беше Заев, апстени од Заев. Живи луѓе има да јадеме последно. Што ќе се случи на Конгресот на ВМРО-ДПМН во Валандово? Има 3 или 4 сценарија. Меѓутоа, во основа, ВМРО-ДПМН мора да помине низ процес на внатрешна катарза или нова панорама. Ке има ли нова панорама во ВМРО-ДПМН? Односно, дали Конгресот во Валандово ќе биде нова ниту панорама? Ниту на власта, ниту на Никола Груевски му треба нова панорама. Треба ова све брзо да се направи заради брзањето со решение за име. Првото сценарио е да биде репрезентиран моделот Никола Груевски, односно начинот на кој Никола Груевски доаѓа на чело на ВМРО-ДПМН 2003 година, сега неговата замена да биде избрана по истиот тој модел, односно на чело на ВМРО-ДПМН, да дојде човек кој не е компрометиран со бомбите и не е дел од таа компрометирана пратеничка група која де факто после случувањата на 27 април е потполно некорисна, а од друга страна е толку неомилена пред ВМРО-ското членство. Значи, првото сценарио е лидер на ВМРО-ДПМН по истиот модел како што Никола Груевски беше избран 2003 година. Ако Кристијан Мицковски евентуално биде избран за нов лидер на ВМРО-ДПМН, тога за очекување Зоран Заев доди на брзи избори во мај наредната година, како не би можел да му дозволи да ја стабилизира партијата. Доколку го му успее проектот со Грција и со името, он ќе може да прави Зоран Заев што сака, за да преживее првиот период после таква една голем прелом кој што е само менување на име, ќе може Зоран Заев да прави што сака и ќе има мултиплицирана поддршка и од грците и од сите и од НАТО. Тогаш влагаме во брза процедура на НАТО. Очекувате избори во мај идната година? Не можам сега да кажам дали ќе има во мај избори или не. Што ме праша за Кристијан Мицковски, да, он би сакал, доколку не постои ништо друго и не постојат неговите обврски кон НАТО, да, он сигурно така би постапил. Додека уште не е консолидирано ВМРО со нов лидер, сигурно политичката логика вика прави избори веднаш, за да не помини како моделот на Бучковски. Ете така. Кој не направи брзи избори кога начека Груевски слаб. Го беше слаб. И сега тоа е политичката логика, меѓутоа има многу обврски превзема и кон албанците со закониви и они. Значи многу фактури има. Има многу фактури, така да он мора да ги одработи фактурите бидејќи има два аванса по тие фактури. Едниот е 5 декември 70.000 албански гласа и сега е ова што ВМРО ги одработи на ваков начин изборите да победи Зоран Заев. Да се прошета на локални избори. Се прошета затоа што ВМРО тоа го дозволи и ВМРО тоа го направи. Новиот лидер на ВМРО-ДПМН влага во конфликт со старите структури во врвот на партијата или тие што се нарекуваат обрач околу Никола Груевски, влага во раскол со пратеничката група. ВМРО-ДПМН добива најмалку 2 пратенички групи. На тој начин се прави раскол и се ствара едно ново, чисто независно ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН кој може да победи на изборите во наредните 2 до 4 години. Тоа ново ВМРО-ДПМН не би било дел од една широка влада, односно би се репризирала ситуацијата од 2004 година, кога на ВМРО-ДПМН му се случува панорама. Една година после Конгресот во Охрид 2003 година. Сега панорама нема да се случи со одлагање од една година, туку на Конгресот во Валандо би бил избор нов лидер и можности да биде направена нова панорама, што де факто би било или би столо ко задача пред тоа ново ВМРО-ДПМН и пред новиот лидер на тоа ВМРО-ДПМН кој е обновено и кој влага во процес на победа на изборите за 2 до 4 години. Тоа ново ВМРО-ДПМН и новиот лидер не би биле дел од таа широка влада, би учествувале ако има во процес на референдум зимето, би се бореле против
промена на името, меѓутоа тоа не би го правеле со насилни средства, туку би го правеле на еден мирен и демократски начин. Значи иста ситуација како што беше 2004 година. Странците му помагат на Никола Груевски да победи во тој случај Панорама, да го порази Лјупчо Ѓоргиевски. За возврат Никола Груевски прифаќа да се организира референдум во Република Македонија, тоа да биде ненасилен референдум, тој да се противи против територијалната поделба, меѓутоа тоа да не го прави со насилни средства, за возврат странците да му гарантира дека 2006 година Груевски ќе дојде на власт во Република Македонија. Таков дил ќе биде ставен на маса и пред новиот лидер на ВМРО-ДПМН и пред новото реформирано ВМРО-ДПМН. Нови избори. За жал, бев доведен во ситуација истовремено да се борам и против Бранко Црвенковски и против Лјупчо Ѓоргиевски. Во последните денови пред вториот круг имав чувство на човек кој се движи со нож во грб, забиен од човек кој го сметал за пријател и од кој најмалку очекувал такво нешто. Во таква ситуација, ако начело на ВМРО-ДПМН дојде лидер кој не е дел од пратеничката група и не е по товорот на бомбите, тога Зоран Заев веројатно ќе сака да оди на брзи предвремени парламентарни избори, може и во мај, јуни идната година, бидејќи све што би било после септември идната година би се споило со претседателските избори и тогаш дури во 2019 година би имале предвремени парламентарни и претседателски избори. Зошто сака да оди напред Зоран Заев? За да не заврши како Владо Бучковски. Владо Бучковски 2004-2005 година, наместо да прави брзи предвремени парламентарни избори, влезе во продажба на електростопанство на Република Македонија. Ако тога СДСМ направеше предвремени избори, ќе го нокотираше, ќе го пратеше во политичка пензија Никола Груевски. Таа грешка сега на Владо Бучковски 2004-2005 година не сега да ја повтори Зоран Заев. Ако Кристијан Мицковски победи на Конгресот на 23 декември во Валандово и стане нов лидер на ВМРО-ДПМН, тогаш неговите противници ќе пукаат по него од една единствена позиција, дека тој бил генерален секретар на партијата кој ги изгубила изборите на 15 октомври. Де факто Кристијан Мицковски беше само 3 месеци генерален секретар на ВМРО-ДПМН, кога таа ги изгуби изборите на 15 октомври. Меѓутоа единственото излезно решение на Кристијан Мицковски е фактот дека тој не беше претседател на Републичкиот изборен штаб, тој беше поранешниот министар Спире Ристовски. И ако се смета дека победник од страна на СДСМ на изборите на 15 октомври бил шефот на изборниот штаб Миле Зечевиќ, тогаш де факто губитник на изборите на 15 октомври би можел да биде Спире Ристевски. Всушност Спире Ристевски во текот на оваа година беше начело на 3 клучни процеси. Беше еден од главните организатори на протестите кои завршија на 27 април, беше шеф на изборниот штаб на изборите на 15 октомври и сега е шеф на штабот за организација на Конгресот на 23 декември. Почитувани граѓани, ви благодарам за одлучноста што ја покажавте и денеска во вториот круг на изборите. Ви ја честитам победата вам на сите граѓани на Република Македонија. Победа со која Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија и коалицијата ја заокружуваат победата во сите општини во Република Македонија. Денеска се потврди дека граѓаните избраа промени и живот во најголемиот број на општини во Република Македонија. Како шеф на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз, изразувам благодарност до сите граѓани на Република Македонија, до сите политички партии кои учествуваа во изборите, до сите институции кои што возможија фер и демократски избори, до сите членови, до сите активисти и волонтери на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. Благодарение на вашата ангажираност, Република Македонија се гордее со овој величанствен ден. Денес Македонија одбра промени, Македонија одбра живот за сите. И сега Миле Зечевиќ се чувства победник на локалните избори. Да. Има добар резултат, 410.000. Има ли конфликт Миле Зечевиќ како шеф на изборен штаб и Зоран Заев како лидер? Има конфликт и лошо ќе пројде. Имаше конфликт и за општина Центар. Исто ќе има лоши консеквенции во корис на Заев. Во корис на Заев? Да, Заев не заборава, злопамтило. Значи мислите дека тој конфликт Зечевиќ, Миле и Зоран Заев постои, дека Заев ќе излезе како победник во тој
Па јас имав проблем со СЕО заради моите политички ставови со Заев, не заради нешто друго. Јас не знам зашто би им сметал. Бев обвинен дека сум Никола Тесла и така натаму и така натаму. Значи се што него му смета, Зоран Заев е вака злопамтило и не е као Бранко Црвенјаковски и кој другите. За мене Зоран Заев е многу поопасен. Не е прашање колку разбира политика или колку е вешт во политиката, него колку е опасен. Многу поопасен од Црвенковски, Георгиевски и Груевски заедно. Толку опасен? Да, затоа што е решен да го направи ова кој никој до сега. Да промени име на држава. А зошто би бил да решен? го промени уредувањето на државата. А зошто би бил решен на тоа, например? Зошто политичар... Сега, личните мотиви треба Дедонаун кој негов духовен татко да го прашаме, треба Чепреганов да го прашаме кој негов доктор и така натаму. Треба стварно лични луѓе кои имаат многу добро лично го познаваат да ги најдеме мотивите за таква една политика до сега во Македонија не видена во само 6 месеци. За сериозно редефинирање на македонската политика, на македонската системот, стратегија, на македонскиот систем. Бинационална држава, каде што имаш закон, каде во насловот си стои проширена употреба на албански јазик, не еден јазик. Тоа е веќе бинационална држава, тоа е сериозен систем, значи одаснам ако ние преамбула сме изгубиле, ова што сега се прави, ова е класично преуредување во бинационална држава. Зоран Заев по секоја цена треба да ја ескивира или да избегне можност и опасноста избори да има 2019 година врз база на принципите прокламирани во договорот Пржино 2. Тоа значи Зоран Заев 6 месеци пред изборите да се повлече од премиерската функција, сегашната опозиција да има министер за финанси, да има министер за труд и социјална политика и да има министер за внатрешни работи и со такви три клучни министерски места ВМРО-ДПМН дојде на изборите 2019 година. Ако тоа биде испочитувано, тогаш ВМРО-ДПМН ќе има сериозни шанси да го порази Зоран Заев на изборите 2019 година. Затоа Зоран Заев по секоја цена треба да ја елиминира можноста да има избори по тие пржино принципи 2019 година. Второто сценарио е поразената страна на Конгресот, а нивна персонификација да биде некој од сегашните пратеници во македонскиот парламент, да формира нова политичка структура, да има доминантно улога и учество во пратеничката група, таа пратеничка група да биде дел на некоја широка владина коалиција која би била формирана после Конгресот на ВМРО-ДПМН, односно тоа да биде олицетворење на тоа што го правеше Лјупчо Ѓоргиевски со формирање на партијата ВМРО-НП, односно ВМРО да се располучи на 2 или на 3 политички структури и субјекти после Конгресот на 23 декември. Таа структура да добија неколку клучни министерства во новата влада на Зоран Заев, можеби Министерството за внатрешни работи, од таа позиција да ги брани луѓето кои се под товарот на специјалното јавно обвинителство или луѓето кои се плашат за своите работни места кои ги добиле во мандатот на ВМРО-ДПМН. Ако биде формирана таква нова политичка структура, таа ќе влезе во директна конфронтација со новиот лидер на ВМРО-ДПМН. Кој според вас би влегле во трка за лидер на ВМРО-ДПМН? Кои би биле вака играчи кои би влегле? Васко не би типувал. Тамо она што ја гледам, тамо без афери, без бомби е само Кристијан Мицковски, други ја не гледам. Кои се без, значи, клучно е, едниот има бомби, е премиер, другиот бивш премиер, треба да даде легитимитет, а е содржина на бомби. Пусто ВМРО има една... Тука е голем проблем, затоа треба нова личност која не може да биде уценувана. Груевски е уценет комплет. Пусто ВМРО има една пратеничка група која после 27 април е тотално декласирана, зборам во ВМРО-ското членство. И компрометирана јавно со овие медиуми кои ги поседува Сорос. Кои ги поседува Сорос, така што ќе биде многу тешко нели да се продува на приказна на нова ВМРО или оно што ВМРО проба да го направи на локалните избори со кампања Нова ера, а тамо повеќе од пола кандидати за градоначалници веќе ода и бара трети или четврти мандат за градоначалник. Она што можам да видам, Кристијан Мицковски последниве 3 години не е компрометиран. Не е содржина на бомби. Ако гледаш од ВМРО-вска страна, најдобро име и најбезбедно име, токму тоа, да имаат лидер кој нема да биде уценет, бидејќи они, нивниот лидер дава оставка затоа што е тотално уценет по сите основи. Што би добиле странците или што би добил Зоран Заев со формирање на некоја нова варијанта на ВМРО вистинска? Би добил раскол во редовите на ВМРО-ДПМН, отапување на острицата на делување на ВМРО-ДПМН, односно во престрет на можен референдум за името или промена на името на Република Македонија, ВМРО-ДПМН да се бави како 2004 година со внатрешните проблеми, а да не биде активен, агресивен,
нахален или, не знам, радикален на македонската политичка сцена или по македонските улици. Де факто тоа би можело да го добие Зоран Заев и меѓународната заедница. Од друга страна, ние имаме и досегашни искуства, например примерот на НСДП на Тито Петковски, кога од редовите на СДСМ се излекува една битна политичка структура, се прави партијата НСДП. Таа партија освои некаде 60.000 гласови на изборите 2006 година и подоцна со помош на таа партија Никола Груевски ја формира владата 2006 година. Дали нешто слично ќе се случи и сега после конгресот на ВМРО ДПМН? Господине Петковски, вие и понатаму владеете со државата. Двата ваши кадри, Орце Камчев владее во бизнисот, Никола Груевски во политиката. Па значи треба да се има проценка околу квалитетот на луѓето и нивниот острел. Вие добро проценивте, Орце Камчев купи све што може да купи у Македонија. Никола Груевски 2006 година несовте на власт, значи Тито Петковски знае да направи добар избор. Така е. Спориот избор на нов министар за здравство, тоа се одолговлеко нека 1,5 месец, всушност иницира или остава простор за сомнеш дека Зоран Заев не сака да направи смена во министерскиот ресор здравство или во својата влада, оставајќи простор таа влада да биде проширена и надградена со одредени министри од редовите на ВМРО ДПМН или луѓето кои се бразени на конгресот на ВМРО ДПМН. Всушност влегуваме во оној процес кој го најави Љубомир Фрчковски пред 2 години, да биде формирана влада на швајцарски принципи, односно сите политички партии кои имаат своји представници во македонскиот парламент адекватно и соодветно на бројот на пратеници да дадат одреден број на министри и така да биде составена идната македонска влада. Дали тоа ќе се случи? Ќе видиме, почитувани гледачи. И таа влада, осем изборите, промена на еден дел 2 од изборниот закон, по моје мислење, ако имаме среќа, ќе се обиде да го промени малку и политичкиот систем со промена законот за составување на влада. Така да после изборите ние имаме нов состав, нов тип на создавање на влада по швајцарскиот систем, само во тој дел, ако имаме среќа, ако ни се наместат каменчињата, тоа е мал излез и за оваа клиентела на ВМРО, да излезе без пресуди, осуди и Санадер синдром, туку да излезе во една релативно транзициона нормална ситуација во нормализација. Значи, влада на големи коалиции во Македонија, така како што се состави во Швајцарија, ако имаме среќа. Ако немаме, ќе бидат само нормални избори и повторно смени. Но тоа секако нема да бидат избори на кои оваа гарнитура на ВМРО, вака, руинирана, би се вратила. Тоа е илузија. Што би добило ВМРО ДПМН или луѓето кои последните 15 години се најмокни играчи во врвот на ВМРО ДПМН, се најмокни и политички најинтелигентни, тоа е Сашо Мјалков и тоа е Никола Груевски, би добиле најмалку 2 нови ВМРО ДПМН. Едното ново ВМРО ДПМН кој би било дел од некоја широка влада и би ги бранело луѓето од ВМРО ДПМН кои се под удар на бомбите и на специјалното јавно обвинителство и ново чисто ВМРО ДПМН кој би било фаворит за победа на изборите за 2 до 4 години. Може да има 3 ВМРО ДПМН. Па и тоа. Прашањето е колку ВМРО ДПМН ќе има после конгресот во Валандо. Патем речено, таму во Валандо, во таа сала кај што ќе биде конгресот на ВМРО ДПМН, Зоран Заев ја дава она нестрекна изјава 2010 година. Дека ќе јаде луѓе. Дека ќе јаде живи луѓе. Во истата сала таму, тоа е домот на културата во Валандо. И па дошле на лапање ВМРО-пци да ги јадат. Така е. Па така или во родниот град на Ѓорги Иванов. Да, значи да. Валандо би му дошло и на Петар Гошев. Петар Гошев, на оружен. Менторот на нашиот председател, политички ментор. Петар Гошев е ментор на Ѓорги Иванов. Па ајде, најди ми една, ти си еден од најискусните новинари. Најди една видео изјава на Петар Гошев во која било што осудил околу председателот Иванов. И можна е трета структура. Значи ако после 2002-2003 година имаме 3 клучни играчи во врвот на ВМРО ДПМН, тој Љупчо Ѓоргиевски, тој Никола Груевски, тој Љубе Бошковски. Гледате како се развиваат нивните политички кариери. Никола Груевски е 14 години на чело на ВМРО ДПМН, 11 години премиер на македонската влада, лидер на ВМРО ДПМН кој најдолго бил на власт на чело на партијата и на чело на македонската влада, кој ВМРО е победничка партија. Љубе Бошковски завршува во ХАК, се враќа од ХАК, прави политичка партија, е декласиран на изборите на 2011 година и подоцна повторно завршува затвор. Љупчо Ѓоргиевски ја прави ВМРО НП и е спореден спотер политички играч на македонската политичка сцена. Дали во некое слично ВМРО-ско сценарио би се влегало и после конгресот на 23 декември. Всушност да биде формирана некое радикално ВМРО-ско јадро под синтагмата дека се бранат македонските национални интереси, кои се атакувани од меѓународната заедница и од Сорос структурите во рамки на Република Македонија, дека Македонија мора да стане на нозе да обрани својата државност,
која е сега нападната, која е сега атакувано, да биде формирана трета структура на ВМРО или таа крајна десна структура на ВМРО, централната структура и била структурата околу новиот лидер и левата структура која би учествувала во влада на СДСМ. Дали е можно да биде формирано тројна структура на ВМРО ДПМН после конгресот на 23 во Валандово? Имате лидерски амбиции? Ќе видиме што ќе се случува. Што ќе се случува на конгресот на 23? Ќе знаеме веќе во наредните неколку дена. Се очекува отпочнување на процес каде што одредени структури кои веќе 2 години бара конгрес на ВМРО ДПМН сега да го проблематизира тој конгрес, да велат дека тој конгрес одредени демократски, процедурални, статутарни фалинки, дека не им било возможен рамноправен третман да ја презентираат својата програма и својата платформа пред делегатите на конгресот и од такви позиции да влезат во процес на правење на нов политички субјект или оспорување на мандатот на новото раководство. Тоа е класичен ВМРО-вски синдром, класичен ВМРО-вски модел. Ништо да не биде прифатено, на ништо да не му се даде и политички легитимитет и секој лидер да биде во првите година или две оспоруван од неговите политички опоненти. Има еден мал проблем, а тој е дека во моментот безмалку никој 100% не ги контролира делегатите на конгресот на 23. Еден голем дел од тие делегати биле начелните функции во општинските организации. Бидејќи никој не предпоставувал дека ВМРО ДПМН бидел на вонреден конгрес, се сметало дека луѓето кои се делегати ќе се го истерат својот мандат во трајње од 4 години, подоцна ќе бидат заменети со нови полојални делегати. Меѓутоа, бидејќи сега се оди на вонреден конгрес, луѓето кои претходно во изминатите 2 години ги изгубиле своите партиски функции, партиски позиции по локалните средини, сега ќе бидат кивни на сегашното раководство и не фаворитот на сегашното раководство да биде нов лидер на ВМРО ДПМН. Можно е тие луѓе кои се незадоволни да се организираат, да имат свој фаворит на изборите и тоа да направи одредена карма каша на изборите во Валандово на 23 декември. Ги снема овие од иницијативниот одбор за реформи во ВМРО ДПМН, одеднаш Петар Богоевски е фронтмен, а Александар Михайловски никаде го нема. Адвокатот на Груев. Адвокатот на Груевски или адвокатот на Орце Камчев или адвокатот на некој од мокните бизнис структури во Република Македонија. Се спремали за место во новиот ВМРО ДПМН? Не е чудно, бидејќи нивните трошоци ги плаќаат видни олигарци и членови на ДПМН ги плаќаат нивните трошоци по држава. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време, тоа е 17 декември, тоа ќе биде предпоследната емисија за ова календарска 2017 година. Јас ви посакувам пријатна вечер Македонија, каде да си.